Премиерот нека се врати во салата. Премиер. А и времето, ако може да се стопира. Да. Времето да ми се врати. Времето. Трпение малко. Малко трпение. Трпение малко. За времето трпение ти кажу. Не се кирай. Не се кирай. Времето, ако може. Почитувани, Ковачевски, изгледа бегањето како карактерна особина не изгледа од вашиот карактер. Тоа е едно. Второ, кога го ја кажуваше и цитираше објавата на новинарот, повторно го покажа својот полутронизам и кукавичлук. Тамо беше спомнат и Фато Насани, вториот генерален директор на фондот кој што е во Америка, а кој што Ахмети се извинам, а кој што е генерален секретар на ДУИ. Ако за вас треба човек да се гордее и на некого да му се заблагодари, заради тоа што здравството ни е во колапс, заради тоа што резултатот на таа неспособност е 14-дневно бегање од медиумите, украдени податоци на осигуреници, немотивирани лекари, бидејќи немаа добиено месечна плата, кои што им следуваат десетици илјади такви, и влада која што наместо да бара одговорност и разрешување, тие ги фалат оние кои што се неспособни да обезбедат и нормално функционирање на еден фонд, тогаш е јасно зашто ситуацијата во државата е таква каква што е. Господине Ковачевски, со вас, како што кажав, здравството не е кон пат на пропаст, туку е комплетно деградирано и пропаднато. Покрај тоа што македонското здравство е во целосен колапс, само пред неколку години вашата партија ги лажеше граѓаните дека ќе има бесплатно здравство. Обвинителството бега од овој случај и од неговото расветлување како ѓавол од темјан. Наместо веднаш да влезе и да го расчисти и да ја одговори дилемата дали водечкиот IT експерт, кој што малтене можеби му се слошило на човекот додека траела оваа операција, е донесен од Ден Дончев со договор на дело, без при тоа да има никаков удел или учество или познавање од IT секторот. И тоа обвинителство да даде одговор на прашањето кои што ги обременуваат македонските граѓани и целиот здравствен систем, ние не можеме да очекуваме дека работите во оваа држава ќе тргнат напред. А знаете ли зошто е така? Заради тоа што во оваа држава и оваа ваша влада е акутна неспособност на сите подрачја во општеството. За финансиите и обврзницата ќе ми одговори заменик министерот, зашто вие бегате, и на крај замислете, почитувани граѓани, за правосудството, никој нема да ми одговори, заради тоа што овој така наречен премиер, кој што најлесно му е да бега наместо да се соочи со реалните прашања на пратениците, едноставно има сватено својата функција како услушување на наредбите од тој кој што седеше до него, а е тајкун од Чаир Артан Груби, и од Мала Речица. Ништо повеќе и ништо помалку. Не можам да бидам задоволен на ваков одговор на вакви прашања и немам дополнителни прашања.